Почитувани гледачи, добре дојдовте во специјалната емисија на Алфа телевизија, ексклузивно од Солун, каде се одржа првиот форум Солун 2023 за човекови права, посветен на обврските кои што Република Грција ги има преземено со подпишани договори за заштита на малцинствата. Да, добро слушате, Грција што подпишала договори за заштита на малцинствата кои што живеат во Република Грција. Станува збор за договори кои што се подпишани пред еден век, кои што сега се актуализираат, кои што се обелоденуваат од страна на моите денешни гости, кои што гостуваат во нашата специјална емисија. Господја Евгенија Нацулиду, вие сте од Македонското движење за унапредување на мајчинскиот јазик, односно на македонскиот јазик, Крстен Исирков. Добре дојдовте во специјалната емисија на Алфа. Архимандрит Никодимос Царкањас. Да. Исто така директор на Крстен Исирков, но и верски поглавар на македонците кои што живеат во Грција. Да. На црквата Света Злата Меглинска. Така. И господинот Мето Коловски, председател на Обединетата македонска дијаспора. Ви благодарам на присуството. Првата дилема што треба да ја расчистиме за јавноста и за сите луѓе кои што не следат и не гледаат е за какви договори станува збор. Еден век подосна се актуализира прашање од овде од Солун, од форум, дека Грција има подпишано низа договори, неколку договори во кои што презема такви обврски. Вие го, колку што знам, го откривте овој протокол така наречен. Како се случи тоа и што тој содржи? Може ли да ни кажете? Да. Јас имав информација за овој договор од една книга на професор на универзитет во Анкара, турцин професор. Не можам да најдам пак ова книга во интернет. Не паметам името на професор. Ама таму беше ова информација. После јас барав нешто од библиотеката на Конгрес на Америка и таму беше како да потврдено ова информација. Јас знам дека во Грција сега сите закони и булетин за закони се сите во библиотеката на Грцкиот собрање во интернет. Јас архива е достапна за Да, има архива со PDF files. Јас имав број на ова булетин и датум и го барав и го видов. Значи станува збор за документ со податоци кои што стоел во грчките архиви и колку што разбирам во Соединетите Американски држави како информација. Ова беше пред 6 години. Ја земав ово протокол, одев на еден адвокат да му вели, да ме информира ако ова закон е важен, ово закон или не. Окей, тој велеше дека треба да види како не знае ништо човекот. После 2 недели тоа ми вели дека ово закон е важен. Не може да се растури. Затоа тоа е протокол на меѓународна организација како е Обединетите нации сега. Не можеш да сам како држава да го поништиш, бидејќи колку што знаеме таму има подписници од големите сили. Италија, Франција, Велика Британија, Јапонија. Ова протокол е поважен и од Constitution, од уставот на Грција.
Значи сама Грција како држава тој договор не може да го напушти. Уставот дека дека да нема легалитет на протокол. Така. Откривте што содржи внатре. Откривте дека содржи доста обврски за Грција кои што ги има преземено, кои што низ годините не ги признавала и кои што сега се актуализираат. Добро, дел од тие обврски сега ги имаме како да кажеме придобивка за малцинствата во Грција. Едно од нив е македонското, кое што не е за жал признато како македонско малцинство, но конкретно еве до вас, архимандрит, конкретно што сега Грција криела низ годините, 100 години дека треба да признае и што сега има од тоа како ефект, што е признато и што допрво треба да се направи. Да, Грција истикарли Кокришево знаеш она што треба да прави, да не забраваме во протоколот са печати абецетарот. Абецетарот. Тоа е, значи, да, почетокот на абецетарот. Најголемиот документ тоа е. И да се учат македонските деца, мали, мајчиното јазик, македонскиот јазик. Ама она по притисок на луѓе, и од Лерин, и од Соровиќ, што ја кладе може и геницари наши, и го изгореа абецетарот тога устред Соровиќ и у Лерин истата работа се прави, не знам колку и у нашите мислина да се прави. Ние сме граци, така, тие сите работи, и за таа не се придавжи таа работа. Сега, што здрија работите, што има бике човечки права и Америка тие работи и State Department. Пред години кога се роди ОПСЕ, што одија многу малцинства да се поплакуваат, или за јазик, или за други права. И затоа, по притисок повеќе на Америка, што она учествува секогаш и у ОПСЕ, и другите европејски сили, Франција, Англија, тие се работи, и правија притисок и затоа троп Грција фати тие работи да и прифаќа. Ама секогаш ветуваше од сретнување на многу ние амбасадори као учествување на тие митинци и у Варшава, и у Женева, и у Виена, многу пата се правија за човечки права од ОПСЕ. Повеќе бија у Варшава, у градот Варшава, и секогаш Грција кажуваше за нас не пристојат такви работи, ни малцинства, ни други работи. И тога ние го кажуваме во аргумент, оште од тога, но вие имате подписано тие сите работи, ама ќе ви кажам и на аргумент, тоа што го чуме и денес, оти треба да се прави притисок од другите европејци земји. Јас сега стретен да ви кажам, со еден европејц такво од амбасадор и ми одговори да се управо, треба Грција да ви даде правата, ама јас не можам да расипам односите со Грција. Оти сме членови натре и тоа не може да се прави. Треба да се прави од други Значи, решението или патот да не биде преку политиката. Преку политиката. Тогаш каде да биде патот? Да. Господине Коловски, вие како обединета македонска диаспора, стоите рамо до рамо со овој проект. Да. Како гледате, што треба сега да се прави во еден ваков зачеток на еден ваков процес кој што е историски, кој што би рекол е пресвртница, може да биде во во исправање на историските неправди на македонците во Точно. Во Грција. Токму затоа и одлучивме овај форум да го направиме заедно со
организацијата Крстен и Цирков, Евгенија и дедо Царкнас, кои се долгогодишни соработници и многу убаво соработуваме, и ОМАДА Австралија финансира македонски часови тука на македонски јазик во Егејска Македонија, преку мислам благодарејќи на организацијата Крстен и Цирков кој ги организира тие часови, да има начин за да се изучува македонскиот јазик тука во Егејска Македонија. Тоа е еден начин, нели? Другото е овај историски настан форумот за човекови права прв пат да се случи во Солун, и се надеваме дека ќе биде годишен настан, секоја година ќе се прави, и повеќе не само македонското малцинство, туку и другите малцинства и нивните проблеми. Знаеш како, човекови права се битни за сите. Нашите права се битни за турците, за власите, за други етнички групи, нивните права се битни за нас. Оти ако тие успеат, и ние успеваме. Ако ние успеваме... Ова е можност обединето да се действува тука во Грција, така? Дефинитивно обединето, и Евгенија и дедо Царкнас веќе тоа го прават нон-стоп со другите заедници. Евгенија е нон-стоп поканета на различни настани од турската заедница, од влашката и другите заедници. Исто така иди во Брисел, во Корсика, во Будимпешта, сега баш и во Брисел беше поканета, и во Полска, нели во декември ќе има настани. Мислам дека тука сите имаме некаква улога да играме. Грција, ова година наполнува 75 години од Универзалната декларација за човекови права. Нели, правото за само определување, идентификација, верски слободи и ред други права. И Грција е дел од таа институција и има обврска кон ова Универзална декларација за човекови права, и така да Грција како престолнина на демократијата, како што се нарекува, не може да биде демократска ако не овозможува правата на малцинствата, и не можеш македонското да го третираш како што ја третирана во последниве 100 години, турското како само муслиманско, верско, а таа е турска етничка јазична комуна и други етнички групи. Така да се надевам дека овај форум, кај што присуствува и грци, и македонци, и турци, и власи, и други етнички групи, ќе можеме да помогнеме Грција да стане по-демократска земја. И ова не е закана кон Грција. Не, едноставно повик да се охрабрат и да видат дека тука живеат и точно различни. Имавме одлична презентација од Фрисленд организација, комуна од Холандија, кај што они се регионално малцинство, кај што нивните права се спроведени. Доктор Виктор Фридман кажа дека што повеќе јазици зборува, што побогата е државата, побогата држава, и економската состојба на државата се подобрува кога луѓето знаат повеќе јазици. А во Егејскиот дел, во Северна Грција, има многу македонци. И тоа е одлична мрежа и нели за македонската заедница тука, и за Грција општо како држава се збогатува повеќе кога правата на малцинствата се почитувани. Евгенија спомна и господин Коловски дека вие се мобилизирате, активни сте, комуницирате со останатите представници на етничките заедници. Тука одите надвор од Грција. Одите во Атина на средби со грчките власти, или можеби тука некои што се во Солун, кои што се политички представници, да чисто вака да им кажете дека веќе јавно се знае што е тоа што треба да го направат, ако ништо друго, или да почнат да го прават што не го прават? Не, тие се негативни на ови работи. Јас комуницирам со министерства, со други политичари, нешто, само со имејл,
И со барање, официјално барање за школи, за овие работи, никогаш одговори. Никој. Игнорирани сте. Игнорира. Јас пишам за законот ова, Да. протокол. Не одговор. Тоа е добро, затоа пред некои години тие одговорале, ама велат дека таква малцинство или јазикот нема во Грција. Што барате вие? Добро, каде тогаш да се побара помош за тоа да се смени? Тие знае дека има закон. Затоа не одговор. Јас сакам тие да одговорат, да имам книга, да имате што се вика црно на бело одговори. Цел светот што лажат. Ама не одговор. Каде може да се побара помош? Тие договори што се од тоа време, значи после крајот на Првата светска војна, кога се делела Македонија, кога Грција презимала обврски. Тука треба меѓународната заедница многу повеќе да се вклучи во овие работи. Па тие биле гарант на тој договор, така точно, да. Тие се гарант, тие странски држави. Се гаранти, ама нема ниту на Обединените нации, ниту во Европска Европска унија? Нема казна за држави дека не респектира малци, не само малци, закони, меѓународни закони. Тритиз, како се вели. Каде е проблемот тогаш, еве да поставиме? Зошто Грција, еве толку години и покрај тоа што има потпишано, еве гледаме сега такви договори, се уште едноставно се плаши да го спроведе тоа што е очигледно. Значи, зошто е стравот кај грчките пред се власти? Веројатно они треба да едуцираат нивната јавност, политиката, значи општеството да се едуцира, да луѓето да знаат дека овде живеат луѓе кои што зборуваат поинаков јазик, кои што се чувствуваат поинаку, кои што имаат сопствен идентитет и кои што само бараат тоа некој да им го почитува и да им го признае. Зошто Грција? Страф ли? Имаат ли страф? Што? Каква е вашиот став? Да, Грција се плаши од вистината. Вистината е една. Знае она, отика на 13-та година, ка презе во дел Егејскиот дел на Македонија, најде тука народ со друг јазик, друга култура. Ние сме друг народ. Нашата култура нема никаква врска со грчката култура. Нити песните, нити теора, нити куњата, што јадиме, што правиме. Добро, гледаме сега како се играат македонски ура и македонски песни од млади луѓе, што е добро во северниот дел на Грција. Така, секоја година и тоа е помасовно и помасовно, тоа е добро. И нашата култура е многу богата. Таквото го имат кажано. Јанин Флери, што однови трагедијата, театарот то, античката трагедија, и ми кажа он, тука се најдојме од Солун пред години, трагедијата, хорот, е од македонските песни, или ора. Орото македонско, пуштеното, почнува тропутро. И на крај е силно и такво. Така е и у трагедијата. Еврипиди, дека и писанените трагедии тие такви. Убела, ако сакаме јажно да речеме, тие сте работи. И со други па, за јазикот. Македонскиот јазик е люлката, срцето на сите наречени славјански држави. Рускиот, полскиот, чешкиот, српскиот, бугарскиот, егејскиот дел на Македонија. Кирил и Методиј роден се овој град. Грција се плаше у вистината. И Светото писмо кажува Христос. Учејте вистината, и вистината ослободува. Гносесте ти на Литвија, ке Литвија лефтероси мас. Ник се чуе по такво. Научејте вистината
И вистината ќе ве ослободи. Грција не е още ослободена. Нема стигнато. Она се обара, ние и почитуваме меѓународните институции, тие сите работи, вика за миртика, ама ништо тие не праве. Затоа. Грција една камен кажарно и на меѓународни институции, и на држава, и диорифма. Има неин став, што сака, и за жаль, ќе го кажам и во збор, го лаже светот. Ама светот треба да седнат вие големите сили, да рече што се праве. И вистина, да му прават притисок на Грција, да ја даде човечките права. Кари коме и у нашите состанок што правиме за јазикот, оти јазикот, народите, малцинства за богатство. Тие го носат кај се единствени, го носат мирот и се. Ка нема права, то нема и мир. Тие сите работи. Затоа треба, ние ќе работиме на тро, у меѓународните институции, дека оде Евгенија, е поканета, оде там и кажува. И мислам, на скоро време, нам, ако сака вистина и Америка, што е голема сила, и Европа, да има мир там, со денес са тепа две братја народи. Оти ние у богословие науче господинот професор покоен Симотас кажуваше. Арабите и еврејца исто племе, на времето се лачија по религија, и сега са тепат не се сакат. То го рече и Христос. Не се сакат самарјаните со евреите. Усихронде евреи и самарите. Сврши работа. Таа е вистината. Затоа сака вистина единствена љубов меѓу народите и така ќе дојде и мирот. Така. Се вратиме сега на протоколот и овие договори од врските. Таму има и уште во тоа време во врска Грција преземено за да се овозможи на различните етнички заедници да имаат основно образование на нивниот јазик. Се уште го немаме тоа во Грција за конкретно за македонското малцинство кое што зборуваме за македонско малцинство кое што не е признато, кое што е факт дека е тука. До каде е тој процес на основно образование на македонски јазик да се имплементира, да почне, да го има? Само Грција може да го прави таа работа. Нема ниту организација, ниту меѓународен организација или институции дека може да oblige, да е кандиса или да Грција, Да е натера, да признае малцинства. Цела Грција има 5 малцинства. Треба да имаме соработка, да правиме пресија. Да Грција да кога ода на форуми, за политика, за не знам што, примери или председатели, да има ова пресија од други политичари, што правите вие таму во Грција. Луѓето не сака ова работа. Треба да правите што му треба на луѓето, има и закон. Значи ли тоа едно, да кажеме, тивко убивање на идентитетот ако се прави се за тој јазик да не се зборува, зборам институционално, дома, нели сите имате обврска, имаме обврска да зборуваме на мајчиниот јазик, но дали една оваа стратегија можеби препознавате една таква, да кажеме, ајде да ја крстиме задна намера, господин Коловски, малку една дилема која што можеби звучи вака престрого, меѓутоа да, дефинитивно е наведува кон еден таков факт. Да. Прво мислам дека сите треба да сватат дека во Грција дискриминацијата против македонското малцинство е институционално.
нели, систематска дискриминација од државата, од судството, од полицијата, од армијата, од сите структури на грчката држава, и во економски, и во други. Се разбира, има тие Лерин, Битола, Евгелија, Серес или Сер или Солон или други економски врски луѓе што идат да одат на доктор или на забава во Битола или да одат во касино во Евгелија, или македонците што доаѓаат тука како најголемите туристи или во грчкото општество, што е храни и грчката економија. Така. Жално е што ќе отидиш на грчки туристички дестинации, нема на македонски јазик. На сите други јазици има, на српски има. На српски, на други, а македонците се можеби мнозинството што доаѓа тука, и ете го каде е, нели, многу е блиско. Грција треба да свати, и сите треба да и помогнеме на Грција да свати дека ова е во интерес на државата да го признае и да ги овозможи сите права. Македонскиот јазик е признаен од Грција дури од 70-тите години, така, кога имало конференција на Обединетите нации во Атина, така. И македонски јазик бил еден од деловите на тие јазици. Да, со Преспа договорот тој јазик е исто така ставен во, и можеби тука треба и властите во Македонија, во тие меѓународни структури. Македонија сега е, нели, председавач на ОПСЕ, кај што Грција е член на ОПСЕ. Македонија е дел на Обединетите нации, Грција е дел на Обединетите нации. Ние мораме исто, нашите представници, нашите дипломати да побараат и да речат што Грција прави. Ние имаме грчки јазик во Македонија, се изучува грчкиот јазик во Македонија. Зошто не се изучува македонскиот јазик на универзитетско ниво, во гимназии, во основна школа? Овие договори сега што се откриени се аргумент плюс, мислам, или аргумент точно. Така за тоа да го прават. Министерот Бујар Османи веројатно ќе ја гледа оваа емисија и ќе му треба волја, и треба некој стварно да има визионерско лидерство за да го направи тоа по Грција. Се надевам дека младите генерации ќе помогнат да се овозможи. Тоа треба да се гледа ова веројатно како влог во иднината, и ова да почне како една традиција, вашата активност да добие на поддршка широка за да има... И тука само да спомнам за улогата на Евгенија и Дедо Царкнас и останатите во Егејска Македонија. Нели има Европски ден на јазиците. И благодарејќи на членството на Крстем и Сирко во тие европски институции, македонскиот јазик беше прикажен во видео од егејците, како егејците го зборуваат македонскиот јазик за Европскиот ден за јазици. Ова година имаше видео, тоа е признание од Европската унија и институции за македонскиот јазик. Пред 10 години немаше никаква активност во Европа, европејски институции да знае дека има македонци. Некој како Корп, Фандер Мер може да знае нешто, ама не може да види македонци. Кога јас одав таму со статистички, со нашата историја, со нашата facts, they need facts. Да. Треба факти, не само зборови. Не му интересира ништо што правеше Грција на минатото. Сака да знае што проблем е сега. Тоа јас права, тоа беше appreciated. За благодарение. Да. Тоа беше ценето и едно од врските во овие договори се и верските слободи. Да. Така, вие сте поглавар на македонците, да кажеме, верски во... Тоа да не го употребам. Да не го употребуваме добро. Лидер, така, верски лидер. Ете, така, верски лидер да го дефинираме. Колку се почитуваат или колку се уживаат верските слободи на македонците во Грција? Види, по толку активно што правиме, успеаме
со помош на нашите македонци од Канада, претезно, ако почна работата провно од Австралија, провните подароци, ама за црква што се сврши, поможеа канадејците и американците. Тие, окей, не караме, не се расправаме, благодариме срце. Црквата е спремна за да се освете. Тој е голем успех. И очекуваме од Македонската црква, шо побрзо, сега кај признаета и од Цариградската патриархија, по дипломатски работи, да се пушти еден владика, може да сака да дојде архиепископот. Тоа е още по-добро. Ама ако не е можно он да дојде, да се пушти еден од владиците, да се освети црквата. И тој се сакам да кажам, исполнети са и работите за Министерството што е за наука и вера, Грација, сме спремни и веруваме на скоро време ќе имаме признајато на црквата и од властата, од гавраментот грачки. Тој е голем успех по толку години и по 100 години ќе има македонска црква признајата и ние ако служиме црквата е почната пред 20 години нагоре, што служам јас по македонско, колку е прифатена. Вистина е прифатена од македонците, ама страта е голема, затоа не, ама јас се радувам и поминуват и прави граци и од црквата и си го прават крстот. Не викат, това не е наша црква. Тај голем успех како и денешното митинг што се направи тука. Затоа почетокот беше мачен, мачна работа, тоа се успеа и верувам, па со нашите народ ќе се придржи и на скоро време. Имате контакти со представниците на Македонската православна црква? Да кажат кога би дошле тоа да го направат? Писмено ќе видиме сега идните дена, па ќе одиме во Македонија да видиме одблизу. Секако тоа би бил голем настан со огромно значење, тоа би било историски исто настан. Дефинитивно. Да. И ќе видиме, мето ќе дојде утре, ќе поседат, ќе видат, тоа зборовите што се кажувам, са вистина и дело, и кој иде се чуде, и като фреските што са правени, и сеј кака и црква направена, тој Евгенија знае, ама баш вчера дојде од Македонија, останаше уста отворена за црквата, што се има успеано да се изгради. 30 години се гради. 30 години се гради, тоа е тој објект кој што е на приватен имот, кој што... Не, ако нема тоа, да има македонска ќе биде... Тоа е македонска, приватен имотот и Грција за нема проблем за тоа. И тој рекоме... Лиценцата, тоа, пермит. Так. Таа домто спрат ќе биде за библиотека и за други работи. Оти јас барам лично на мене, ми имат подарено, можам да речам, имам 200-300 македонски буквари, од наши писатели од Македонија. Тие ќе бидат ставени таму во библиотека и кој сака може да се дава да се чита, кој знае тоа работата сите работи и кој сака да дојде там да чита. Културен центар на македонците. Да. Тоа е голема работа. И тоа баш сега не сакам да кажам, тоа треба да се кажува, не сакам да кажам. Оти Евгенија имам кажано, една жена со мъжко срце. Е толку активна, ако има още една или друга, мислам работите ќе бија многу. Македонка со големо срце, со храбро срце. Со мъжко срце. Да. Па пред повеќе од 10 години во грчки весници ја напиша нејзината домашна адреса. Да. И закани по живот и сето тоа од неонацисти, фашисти тука, мислам, тоа не е убаво кон некој што е борец за човекови права. За човекови права, за човек кој што едноставно се бори. А за едноставно се борите за основни човекови права, за самоопределување да зборувате. Колку на овој пат и во оваа битка би значило
да кажеме, поддршка со македонските власти во Скопје? Дали имате контакти со некој од нив? Дали некој ви се јавил да ве праша што правите? Ви треба поддршка или вие сте побарале па сте наишли на затворена врата или отворена врата, еве да не преюдицирам, сами да кажем? Никогаш јас најдов една отворена врата во Македонија. Никогаш. Никогаш. Мислам дека не може да разберат дека јас имам како патриотска активност друг начин. Да, друго мислење, друга стратегија. Да. Знаме, не знам, символи, да имам таква работа. Не е важно, е добро за панигир. Не за да бараш права, такви работи. И тие мислат дека јас не сум повеќе патриот, како да велиме. Дека не I don't offer anything. Евгенија се бори на, сака да каже, на професионален начин, со факти, преку институциите, со закони, со закони кои што оставаат трага и кои што не може да се избришат. Никогаш одевме против грчко закон. Ние не сме андари. Ние сме... Не екстремисти. Не екстремисти, сме државјани. И почитуваме законите на Грција и по тие одми такво. Ја почитуваме... Ама исто тук ке беше, ако јас бев во Америка или во Италија, каде растев, така е. Треба да респектираш држава што живееш. Ама треба и да бараш што е твој. Грција има проблем со спроведување на договори. Општо има и така да не треба да се прифаќаат, ама ништо не спроведуваат. Знаеш како нито и конвенцијата, нито за Кипар, нито за Лозан. Точно, договор за турците но и во Грција. конвенцијата за национални малцинства од Советот на Европа. Грција го потпиша, не е ратификуван. Да. Така да не можеш да, мислам, и самите права не ни се заштитени во Грција со тоа што не е ратификува, тој не го ратификува. Има и други ред држави во Европа што не го прават тоа, но се надеваме дека Грција ќе го направи тоа. Се надеваме дека ќе го направи и овие иницијативи со овој ваков форум кој што го... Но многу е битно што кажа Евгенија и дедо Царкнес е тоа што они се грци со македонско потекло кои сакаат права во државата кај што живеат. Исто како јас, американец со македонско потекло, сакам моите права да бидат почитувани во Америка. Тоа е модерен систем на функционирање. А што правиме тоа што тие луѓе кои што се децата бегалци, кои што не се грци по род и сега не можат да си ги остварат своите права па да се вратат еве. И тоа е сериозен проблем кој што не е надминат. Да, баш вчера дојдоја од Македонија, од Скопје, да парате за имотите потврда тие си работи. Кај чуе за тоа, веле, тоа одговори што беше там, јас не можам да ти верувам, ти можеш да ме лажиш. Јас му велам, извините му велам, човекот не дојде со мен, јас преведувам, бидите по-мирни, не сакаше да чуе. Сакам да ми даш, му велам, на една книга што треба да прави во човекот. Таква книга не ти давам. Му велам, кажете ме, така на гласно, јас со памет, јас ке му расправам. И ми кажа, демек, то и то, оти треба да покаже он, со нејни аргументи, оти син на тоа што живееш во Грција. Тој ќе го направиме, нема проблем. Благодарам, така кажи. Дека не сакаш да даеш, кажи. Сакам да кажам, колку са они тврди, не сакат да чуят за нашите што живија тука нејните дедовци таквија. Они за ни, мисламе, е избришено. Ама не е избришено тоа, ако ние им бараме со сила и как треба, по законот, на истата Грција и по институциите што испаѓат вие сите закони. Ама
на крај да рече, тоа е вистината, како река и Фридман и другите што зборуваме единита, треба да се прави притисок од Грција, треба да прифате едни работи што са закони на Европејската унија. Инак, треба едната Европа да има една, две, три, Украјта. Не можеш повеќе да биш европејски земја. То треба да се прави, ако сака вистина да се решат проблемите. Треба да биде Европа построга на едните работи. Не само построга кон Грција, и кон Бугарија треба, таму има исто македонците во Бугарија имаат исти, иако не и полоши проблеми. Ма не биме, ние беме сја со Евгенија, ка беме не у Сандански, у Благоев град, испадна Каракачанов, там не остави да ставиме цвеќе ние на споменот на Гоце Делчев и сите работи и на изјава по неите медиуми, ако друг пат дојде царкина со Бугарија, да знае ќе му извадам брадата и ќе му сечам глава. Как може да изслуша бугарските медиуми там и да не реагира, да направи ти са срамота. И како може сега Бугарија да се реше вистинска европејска земја да работи. Бугарија да му благодарат на кралот, што и сера, он ни кладе во Европејската унија. Ако не беше кралот што го заврна и го правија премиер, Бугарија не беше држава за Европејската унија. Ама, векоме тоа ни го видат европејците. Оти пред колку години биме о Русија што беме тогаш? Το 16. На 16-та година. Το 17 νομίζω. Не, бе од Бугарија. И кажува там што сакаја. Не е така. И кажува. Оти да не забраваме, оти бугарите се татари. Они са приселени, тука са свалени, имат присвоени македонска земја, тие сите работи. Ама, рекоме, треба да се уче историјата как треба, не и да се фалсификува. Тоа е цела работа. И, како што самите кажавте дека значи начинот на водење на таа, да речеме, битка институционална согласно законот, форумот е добар, да кажеме, инструмент на тој пат. Господин Коловски, кој е следниот чекор, бидејќи најавивте дека сакате ова да стане една традиција, да оди еднаш годишно или да има некоја друга динамика, какви ви се плановите, вака дали може да откриете? Мислам дека ќе биде убаво и баш дискутиравме претходно да има некаква работна група од представниците на малцинствата, од македонското, турското, влашкото, еврејското, други заедници, да видиме што треба да се прави повеќе на европско ниво. Мислам дека ни дадо многу убави примери денеска од други етнички заедници, зборам во Холандија, што стварно е пример за регионален јазик и успехот на јазикот на регионално ниво. Германија ома да исто така преку нашите контакти во Конгрес, во различни собранија, исто така треба да се зголеми притисокот во Европскиот парламент, од пратениците на Европскиот парламент да бараат повеќе кога Грција зборува на ниво на собранието. Добро, следнава година ќе има избори во Европскиот парламент, ќе видиме нови луѓе, се надевам свежи лици кои нема да бидат ултранационалисти или зенофоби, што е нели е грчки збор, и се надеваме дека знаеш како со информација, со факти, со законите, и сите имаме улога. Медиумите, омада, црквата, цивилните организации, сите имаме улога кон тоа прашање. Се надевам дека ова е прв, но не последен и стварно ќе успееме во таа борба, но сепак многу е битно да ги активираме и младите, да има иднина во оваа борба. Гледаме, сите стареиме, нема нон-стоп да бидеме на овај свет и треба младите да им дадеме ресурси и начини како тие да ја продолжат, но се надевам дека ќе успееме во ова битка за они да имат уште поголеми слободи
во Грција, во Бугарија, во други, во Албанија имавме представници денеска, така да, така. Светол пример сте на тоа што го правите како активност. Ви посакувам да успеете и да бидете уште посветол пример и македонците во Грција конечно да ги добијат своите права, да се исправат тие историски неправди. Ви благодарам на присуството во оваа специјална емисија на Алфа телевизија. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, за вашето внимание и секако останете со Алфа.